Почитувани, републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовески мора да си поднесе оставка и на негово место да дојде професионалец што нема да се плаши, да покрене постапка и да ги испитува криминалите на Зоран Заев, СДСМ и на картелот на власти. Љубомир Јовески не смее да го држи во заложништво јавното обвинителство и да нема буквално никаков одговор на сите сомнежи дали и кои бизнисмени го послушале Заев и купувале гласови за изборни цели. Кој дал наредба да се крши изболниот молк, кој ги набавувал телефоните и кој повикувал гласачи на денот на гласањето. Обвинителството, водено од Јовески, спие додека се одвиваат изборни кражби, полнење на кутии, кол-центри, јавен подкуп на гласачко право. Јовески не реагира ниту по службена должност по допрен глас, ниту по поднесена кривична пријава со докази за основано сомнение за подкуп и поттикнување подкуп за изборни цели, поднесена од опозицијата. Јовески веројатно нема да мрдне да истражи докрај кои биле полначите и чија била наредбата да се полнат кутиите за време на референдумот, нешто заради што е и поништено гласање на избирачко место од Државната изборна комисија. Јовески нема да излезе од сенката на пупката на расцветаното судство на Зоран Заев. Јавното обвинителство не реагира, а опозицијата обвинува за кражба на 50.000 гласови. Па има ли од ова поголем доказ за потребата од смена на републичкиот јавен обвинител, кој преспива се од подкуп до полнење кутии за изборни цели? Почитувани, за денот на гласањето посочивме на низа нерегуларности, аргументирано и со докази за кршење на молкот, лажно представување, злоупотреба на телефонски броеви, кол-центри на СДСМ, потоа основано сомнение за полнење кутии, лажирање на резултати, насилство врз наблюдувачи, а од него, од јавниот обвинител Јовески, ни глас. ВМРО ДПМН постојано поднесува кривични пријави за кривични дела против изборите, за кои јавното обвинителство треба само по службена должност, екс официо, веднаш сами да отворат истрага. Ама Јовески го нема. Човекот чека некој друг да му ја заврши работата. Се уште нема никаква информација дали Јовески и јавното обвинителство воопшто мрднаа од место во овие 2 недели од како беше поднесена кривична пријава против Зоран Заев за подкуп и за поттикнување подкуп во изборни цели со докази кои сите ги видоа, искажани лично од Заев на јавна сцена на трибина во Крива Паланка со јасна порака и мотивација за подкуп на избирачко право. Референдумот заврши во такви криминални услови, сега испливуваат и други криминали, а Јовески не мрда со прст. Почитувани, сите нерегуларности во врска со референдумот, сите индиции за криминални изборни дејства треба да се истражат. Но за тоа е потребен избор на нов републички јавен обвинител по предлог на опозицијата. Треба брза смена на републичкиот јавен обвинител. Почитувани, криминални избори не смеат да се повторат, сторителите на ваквите криминални однесувања мора да бидат изведени пред лицето на правдата. Ако тоа не се случи, повторно ќе ни се случуваат криминални избори. Тоа може би се европски вредности за власта и за Зоран Заев, но не и за Република Македонија. Затоа, Република Македонија мора да има и јавен обвинител, кој што ќе биде кредибилен да ги истражи овие случаи, за да можат граѓаните да веруваат во институцијата, тоа што ќе излезе од таму, навистина да е така. Ви благодарам.